Добар ден, почитувани! Вие го следите магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Тврда столица и неможност да се испразнат цревата. Обстипацијата, за жал, е чест проблем кај децата, што обично доведува до тешната дефекација и како да се надмине. Понекогаш децата го одложуваат празнењето на цревата или одбиваат да го направат тоа, што да се преземе ако дењето во тоалет представува проблем за детето. Црвеното грло и респираторните инфекции во детска возраст понекога се проследени и со болка во стомачето. На ехо прегледот се случува да се забележат зголемени лимфни јазли во стомакот. Зошто? Има ли лек за оваа болест? Како се препознава воспаленото слепо црево во детска возраст? За сето ова денеска разговараме со детскиот хирург, професор доктор Маријан Камиловски. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а ќе имате можност и вие да се вклучите со ваши прашања во текот на емисијата. Останете на Телма. Во денешниот магазин за родителство зборуваме за болки во стомачето кај децата предизвикани од обстипација, односно запек, поради зголемени лимфни јазли во стомачето, но и како причина може да се наведе понекогаш и воспаленото слепо црево. Во тој случај кои би биле симптомите. Разговараме со професор доктор Маријан Камиловски, специјалист по детска хирургија од Универзитетската клиника за детска хирургија. Професоре, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, благодарам за поканата. Секогаш ми е особена чест и задоволство да бидам гостин во твојата емисија, за која одговорно тврдам дека наједукативна од областа на здравството и секако поздрав до гледачите на телевизија Телма. Професоре, ви благодарам многу за овој комплимент што ми го упативте. Колку често децата треба да ги празнат цревата во текот на денот или пак во текот на неделата? Што е нормално? Разликуваме бебиња и разликуваме деца. Кај новородените, столиците се почести во текот на денот. Зошто? 75% од составот на столицата е вода. И затоа тие се потечни и децата, односно бебињата, побрзо се празнат. Тоа е пример, родителите кога купуваат пелени, викаат кога ги потроши пелените сега ги купив, тоа е тоа. 5 до 7 до 8 столици е нормално бебето да има во тек на денот. Со тек на формирање на цревната флора, затоа што органите и после раѓањето на новороденчето се матурираат и созреваат, продолжува тој процес на формирање на цревна флора. Како таа се формира и да оформува, се намалуваат и столиците. Така и кај детето, по возрастните деца, нормално да има 1 до 2 столици на ден. Кај бебињата понекогаш се случува да имаат многу чести столици и одеднаш преку ноќ да се намали нивниот број. Дали е тоа проблем, особено кај доените бебиња? Овака се, кај реков, најголемо учество, значи, или виновник за ова е формирање на цревната флора. Кај секој новороденче си само за себе, нели, посебен организам. Кај тие што се појавува, побрзо се формира цревната флора, имаат помладце проблеми. Кај тие што се формира поспоро, значи треба да се, тоа се војници што го чуваат цревото и дигестивниот тракт и општо здравјето на секој организам, составени се од бактерии, вируси и габи. Тие треба да направат една организација за да може да се справат со овие проблеми. И затоа е сосема нормално да варираат. Значи не значи дека кај новороден кога ќе се роди од вториот ден да има нормални столици, па тоа се да трае, да кажам, одреден период дојде до детска возраст. Има варијации што е најбитен овој фактор што ви го кажав, јас со формирањето на цревната флора. А како се може да се манифестира обстипацијата, односно запекот, кај бебињата и кај децата? Сега рековме, значи, нормално е од 5 до 8 столици кај бебињата. Тие одреден период може и кај децата да има остапување од овие бројки. Например, кај бебињата најголем проблем е ако се дои бебето, значи има статистички докажано, ако го дои, ако прима само мајчино млеко, има помалку проблеми во однос на обстипација. Обстипациите се вуат кај бебиња што се дохрануваат или примаат, да кажам, условно дохранување или вештачка храна, што вика порано, да бидам поразбирлив за гледачите. Промена на едно млеко, промена на друго млеко, промена на пелени,
годишни времења и други фактори што може да влијаат кај бебињата да се јават овие проблеми со обстипација. А кај поголемите дечиња, дали обстипацијата, односно отсуството на празнењето на цревата може да доведе до промени во расположението? Ќе го намали ли апетитот кај детето? Дали ќе се жалат на болка во стомачето? Како ќе изгледа детето што има запек? Објективно, обстипација представува отежнато празнење на цревата. Тоа значи задршка на столица. Столицата рековме дека е 75% вода. Ако столицата поспоро се движи низ дигестивниот тракт, тогаш му дава можност на организмот таа вода да ја абсорбира. Има повеќе можности да се абсорбира. И како има повеќе се абсорбира водата, станува столицата логично потврда. Еден момент. Вториот момент. Кога ќе стане веќе ќе доеме до проблеми со празнење или столицата кога ќе стане. Иначе, у принцип, столицата треба да биде кај бебињата е златно жолта, кај возрастните светло кафеава и така, ама е со да кажам со мека коегзистенција. Не е тврда. Сега имаме варијации кои станува столицата, рековме, сува и тврда. Ради тоа, на ниво над цревата, над столицата, во текот на разградување на тие фекали се ослободуваат гасови. Тие гасови ги шират цревата и се јавува болка во стомак. И затоа децата, логично и повозрастните, кои ќе имаат запек, прв симптом е болка во стомак. Сум имам многу примери, кои ќе ми се јават по телефон, доктор е слепо црево, добро, слепо црево. Кај нас е менталитет, ако те боли стомак, одмah слепо црево. Викам, кај го боли стомак? Па од левата страна, добро од левата страна, колку некака од 3 дена. Епа, ќе му направите тоа и тоа, кој ќе се искака, ќе ми се јавите. После 1 сат, кога да се случи нешто, докторе, ништо не го боли, све е уред. Значи, таа дистензија на дебелите црева доведува до болка во стомакот. И затоа дечињата се жалат на болки во стомакот. И логично, кога го боли стомак, он одбива храна, пошто се јавува еден механизам кој се вика, ако јадам, поише ќе ме боли стомак и затоа се јавува тоа нерасположение и одбивање на храна. А што се може да доведе до запек кај децата, до обстипација? Вака сега. Чисто у медицината не е секојаш 2 и 2 4, ама некојаш е 2 и 2 4. Значи ние тоа што го внесуваме, тоа ќе го исфрлиме. Така. Значи има два моменти. Ако детето или новороденото немало проблеми со столицата, значи тоа се некои процедури и диагнози за кои ќе разговараме во некоја друга емисија. Ако имала нормална столица, значи нема причини да нема нормална столица. Значи промените во столицата, односно обстипација и запек, доаѓаат ради тоа што се случува нешто со самата дигестија на храната. А за тоа е одговорна храната. Ја веќе сум 35 години на клиника, одговорно тврдам дека како одат годините, проблемот со обстипација е многу почест кај децата него што кога сум бил доктор пред 15 години. Значи, затоа што се менува начинот на исхрана. Веруете, значи, и мене ми е јасно прво прашање кој ќе дое, не се какав, и кој ќе прашаш што јадел, 80% ми вика пица, хамбургер, чипсови. И не е можно да нема запек. И чудно е што на таа исхрана и па има толку малци ситуации со запек. Значи, исхраната е всушност главниот фактор. Бројен фактор. Освен рековме тие заболувања што се јавуваат при раѓање, да ги отфрлиме. Ако си има нова нормална столица, значи кај деца кои што немаат здравствен проблем со цревата или со некоја болест, значи, која што би може довела до проблем. сега има број 1 е храната. Добра. После тоа, например, промена на средина, има проблем преот од пелени на нокшир, од нокшир на WC тоалет, до коди на школка, нели? Упис во градинка. Градинки и психолошки момент, некојаш објективно нема никаква причина, детето заради некој револт одбива да оди поголема нужда. И тоа сум го видел. Има многу случаи, например, сакаат да играат, кои ќе се заиграат. И, например, му доаѓа нагон да оди во тоалет, он ради таа игра го пролонгира
и доаѓа, значи многу фактори. Значи, заради играта одбива да појде одбива, да седне на као сега ја кидам у докширче. тоалета, кидам после, сакам И ја да играм. задржува свест на И ја столицата. задржува свест на столицата и храната е број еден за А течностите, обстипација. професоре? Значи, по што да разбирам по храна? Значи, доволен внес на вода, број еден. Број два, значи, многу малку се обрнува, значи, не кажам ке сите, значи, вода, зеленчук, овошје. И тука може да се вклучат, значи, за доведување до запек, најчесто е да се наврат. Пржена храна, месо, млечни производи. Децата многу млеко обично пијат. Млечни производи. Значи, се пие најчесто, ако се дава, по-корисно да се дае јогурт, кефир, Наместо кравио млеко, свежо. пробиотици. Дали? Таа брза храна, што рековме, сладки, бел леп. Еве, ја кога ќе ги оперирам децата, после тоа им забранувам, например, најчесто знаат чоколадо, банана, ориз и еден од најголемите, пошто веќе ја и одавна ми се смеа кога го уклучив терапија, кај деца што имаат проблеми им дам Кока-кола. Вика како, ова ќе пиеш, тоа не, ама и можеш да си пиеш Кока-кола колку сакаш. Кока-кола. А зашто Кока-колата? Затоа што има шеќер. Шеќерите даваат запет. Значи, вода, зеленчук и овошје. И исто така да се уклучат подобре да пијат јогурти со пробиотици. Тие многу пробиотиците во цревото као ја одмараат таа цревна флора и ја регенерираат и затоа се многу користни, покорисни од млеко. А мишункасти продукти, манџи, Па тоа како што се влега- грашок, леќа, боранија. Прво, ја не можам да им објаснам на мајките што е тоа манџа. Па камо ли да им кажам. Значи, тоа влегувам. Значи, Тоа се подразбира. Да има манџа, пошто подразбира. Манџа е поширок поим, за мене подразбира вариво. Да се јаде со лажица. Лажица да се јаде најкултурно. И значи, земаш грашак, боранија, било што сваримо. Ја кај моите деца кога биле, едно парче месо со било што. Свари го, не сме купувани кашички, неки да ги јадат. Испасире го, ама имаш зеленчук и овако. И многу е проблемот што децата, ниедно дете не пие вода. Пијат сокчиња. Ние кога бевме мали, кидаш вода, кидам да пијам вода. Така викавме. Они сега без Кока-кола, сок. И тоа има шеќер и тоа доведе до обстипација. А колку често проблемот со обстипација води кон уште еден друг проблем кој што веќе го споменавте, кон одбивање да се испразнат цревата? Значи, децата кога ја задржуваат столицата. Вака. Има една состојба, например, децата кои имаат тврда и сува столица. Да не кажам примери, значи, сум интервенирал мануелно на празнење на измет, што како бил структура како цигла, како камен, да не веруват. При тврда столица, пошто самиот сфинктер, газата, односно сфинктерот кај што искача столицата, нели? Чмарот, да кажам, да ме разберат Аналниот гледачите. отвор, така, да? Ради таа тврда столица и ради многу фрагилната мускулатура доаѓа до рацеп на самиот чмар. И тоа се вика фисура ани. Ранички се создават. Раничка. Таа раничка е многу болна. А ради тоа што во таа регија се движат огромен број на бактерии, многу тешко зараснува. Значи со месеци зараснува. И се прави се еден циклус. Значи детето некака, оти ако кака, ќе го боли. А ако го боли, нема да прима храна за да некака, за да не го боли. Тоа е еден зачаран круг што се вика циркулус витиозус, што го викаме ние. И затоа на децата им справа отпор према столицата, затоа што самата дефекација му е болна. Како се решава тој проблем? Тоа се решава медикаментозно. Прво имаме еден хигиенско-диететски режим. Значи, прво што треба да направиме, ние да ја доведеме, ако столицата не се доведе во нормална состојба. Да кажеме да биде мека. Значи, најде треба да се омекне столицата. Прво да се омекне столицата. Ако не се омекне столицата, ние не ја решаваме причината. Ние го мачкаме, има 3-4 масти, да не ги замарам гледачите, редовна хигиена и така да има се нови препарати што се стварно ефикасни. Ама ние можем да му дам 5 дена
препарати, еднаш ќе добие тврда столица и пак ќе се појави тој рецепт. Значи, број 1 е треба да решиме причината. А како се решава причината? Со режим за исхрана. Промена на исхраната. Док не се обмекне столицата, не се решава ни проблем. Има сирупчиња на природна база за омекнување на столицата. Советувате ли да се користат? Вака сега, до 2 години не е препорачливо. Да се дават стимулативни средства за детето да има дефекација. Како што рековме, ако пациентот има помалку од 3 столици неделно, веќе ни алармира дека нешто се случува во тој организам, со дигестивниот тракт. Кај бебињата, например, или кај дечиња до 2 години е оправдано давање на оние си има глицерински чепчиња. Тие се прилагодени на газето, тие се бебешки, нели по форма или не. Верували или не, тие не прават никаква хемиска реакција. Него со самата апликација во газето, тие прават механичка дразба. И го дразват цревото за да може да исфрли столицата. Затоа што цревата функционираат на принцип на перисталтика. Тоа ако сте виделе глиста како оди, вака степеносто, така е брановидно движење. Па така е перисталтика, тоа е перисталтичен бран што ја тера столицата надолу. И кога ќе например дојде до обстипација, односно запек, да кажам, тој перисталтичен бран наоѓа на отпор и затоа се јавува и болка кај децата. Значи до 2 години може да се користи. Сега ја уште тера, например, кога сум бил студент по педиатрија, професорот ми викаше наједноставно ќе си земете едно топломерче, ќе го намачкате со крем, ќе му го ставите газето на бебето, тоа е провокација, да го натераш да се искак. Значи може повремено тие глицерински чепчиња, кои ќе напуни на 2 години, има тие некои фармацевски препарати, се викаат као микроклизми, што може да се аплицираат. И мојот принцип е на лекување од безболното, беневалентно, да одиме нагоре до некои поагресивни сирупи и на крај да не дојде до клизми. Тука си лаксативите. Па тоа се всушност лаксативите. Можат ли има тие... проблем кај тие лаксативи, што... Да создадат навика? Што помалку ги дава, што си посреќен. Аха. Значи, да не посегнуваат родителите со леснотија по нив. Некака, ќе му дадам некој препарат, ќе си искака и окей. Има еден проблем што сите го знаат нормално, тој ги правиш, дојде синдром на мрзливо црево. Значи, ако не дојдеш препарат, ти не го стимулираш цревото да направи перисталтика и тие стануваат мрзливи и си чекаат некој сигнал да им дојде, започнат да работат. Кои екстремни случаи, например, стварно кога дошла до таква ситуација, да, ама тоа да биде навика, не. Колку најмногу може да се чека пред да се даде некој од овие средства? Па, вака рековме. Значи, најмногу што може да се толерира 2 до 3 дена. Аха, тоа е горната граница. Горната граница. Еден ден, 2, третиот ден веќе, ако не се искака детето, треба да се преземе нешто. Што ако столицата стои, да речеме, 7 дена во цревата? Постои некаков ризик? Јас сум имал деца, кај што имале запек по 10 дена не искача по надвор. Нели? Значи, рековме преска. Столицата, како подминува периодот, столицата станува све потврда и многу е потешко да се отстрани од организм. Значи, тоа е веќе губење време. Ако затоа границата 2 до 3 дена. 3 дена дали клизма, сега за тие 3 дена, кој што рековме, нема логично нема да стоиш, него ќе му промениш внесна храна, наједноставно има првата степеница кон тоа лекување, значи многу едноставно. Треба да му дадеш секој ден компот од суви сливи. Значи не знаете колку е делотворното. Второ, ќе му измешаш, ќе му комбинираш со житарици. Овес, јачмен, пченица. Значи сега се фино има и препарати, корнфлексови, не знаш. Една топла вода ќе му ги измешаш, компот остиви, тоа 2 дена да му смениш, ќе му скратиш таа сува храна, сокови, сладки, тие работи, месо, ќе му форсираш еден шук
И би требало, ако се нормални цревата, да се испразни. Ако не, веќе идеме кон вториот стадиум, кој што кажа. Ќе помогне ли смоквата? Помага, Или како не. има ситни зрнца во неа, вела дека се Нај- чистачи? Наједноставно, пошто се мајките се прилично едуцирани, на интернет ќе си отвориш исхрана кај дете со обстипација. Режим на исхрана. На мирници, производи. И се искача, само треба да се придржаш. Може ли да не помогне сето тоа? Може. Доаѓале деца, например, во состојба кај што веќе може да дојде и до така наречена преплетна црева. Тоаш веќе треба и хируршка интервенција. Се ова состојба на супилеус и проба да премине во илеус. Така да, многу ретко, ама ви кажам, повеќе од 3 дена толеранција не, мора да се преземе. Колку често на детска хирургија се прават оние чистења со црево, прочистување на цревата? Тоа е последно решение, овакво, за решавање на овој проблем. Не е тоа многу често, ама има, еве сега да кажам, едно 5 неделно сигурно. И тоа е добро, имаме и пациенти од педиатрија, имаме и деца заради самата болест, во таа склопна болест имаат обстипација, ама до толку, вака, за нормални деца што функционирали, што живеех, многу ретко. Така. Значи да се внимава на исхраната и тоа би и на движењето. Професоре, каква улога има Вода, физичката активност во сето тоа? Зеленчук, овоше, движење. Движење, бидејќи многу често децата седат дома на лаптоп, на телефон. Како ќе седи по цел ден дома, самото движење. Не може да ги убедат надвор да излезат, движење- да поиграат. Значи, тоа јас станно кажам, може и банален пример. Кола што стои у гаража е повеќе се оштетува и се расипува него кола што се вози. И ако ги оперирам децата, чекам првата прилика што ќе ми дозволи ситуацијата да ги вертикализирам, односно да ги натерам да се движат. Кога се движат, сите органи работат. Циркулација е на повисоко ниво и функционираат. Вака кога лежиш, не функционира. И цревата стануваат мрзли. Ти седиш и цревата се седат. И Така. баш кај од друга страна, оваа положба за кој што седат децата, пошто ги ограничуваат цревата во перисталтика, е уште полошна за стварање на обстипација. Нема нормален тек на движење на перисталтиката. Значи многу фактори поврзани со Движење. современиот начин на живот всушност доведува до компликација Движење, со празнењето на цревата. Здрава исхрана, правилна исхрана и движење. Здрава исхрана, пред се реков исхраната, многу течности, сокови, не никако. Децата што имаат обстипација, што пијат многу млеко, го треба да се намали таа количина? Реков дека кравјото млеко кај не, некои предизвикуваат. Значи, млеко кога ќе студии има, например, човек возрасен не треба користи млеко. Значи нема потреба. Млекото не може бактериите што се во стомакот да го прифатат млекото. И затоа што побрзо треба да се, затоа рекол побрзо подобро јогурт да пие со кефир, Ферментирани млечни производи, тоа да. Сега, професоре, децата кога ќе има црвено грло или пак некоја вирусна или пак бактериска респираторна инфекција, обично се жалат на болки во стомакот. Зошто? Вака сега, во стомакот, сегден из организмот постојат лимфни жлезди, лимфни јазви, лимфни чворови. Тие се дел од имунолошкиот систем. Кај децата, обично ќе има 100 до 150 се наоѓаат во мезентериумот. Мезентериумот е еден плашт на кој што лежат цревата. Сите црева се поврзани со него. И тука се наоѓаат лимфните жлезди. Што се лимфни жлезди? Лимфните жлезди представуваат дел од имунолошкиот систем на човекот, па и на детето. Нормално. И тие се одбрана од инфекции. Сега што се случува? Кога ќе настане, например, некоја вирусна инфекција најчесто, тие лимфните жлезди многу љубат тие ларингити, фарингити, назофарингит. Кога ќе дојде до воспаление на тонзилофарингит, на грлото, на дишните патишта, тие лимфни жлезди реагираат за да направат бариера да не се шири таа инфекција. Таа реакција се состои што тие се зголемуваат и по обем и по број. Кога се зголемуваат, тие притискаат на цревата. И затоа се јават многу јаки и интензивни стомачни болки, што
не тера да преземе некој Испитување, претпоставам, за да видиме, дополнителни. затоа што тие состојби некојаш многу често се мешаат за нека акутно хируршко заболување. Значи ова треба да се разграничи хируршко заболување од лимфаденит, односно мезентеријален лимфаденитис. Така, болките често наликуваат на болка од слепо црево, но не е слепо црево. Да. Или пак на некои други хируршки состојби, како што кажавте, и често пати на ехо прегледот може да се забележат дека лимфните јазли се зголемени, но не секогаш. Значи тие кога се зголемат. Добро. Број 1, притискат на цревото. Број 2, кога се притиска цревото, се намалува луменот. Кога се намали луменот на цревото, се зголема перисталтиката. Исто како е обстипација. И затоа се јавуваат грчеви и болки во стомакот. Од исследување, што може да направиме? Значи, секоја болест, секоја диагноза треба да докаже. Значи, се прави лабораторија, Добро. се пратат тие воспалителни параметри и се прави ехо преглед. Добар рентгенолог што знае да гледа ехо, веднаш ќе ги детектира тие мезентеријални дисни јазли дека се зголеми. И така се поставува диагноза за ова состојба кај дечињата. Може ли оваа состојба да се повторува при секое воспаление на Може. грлото? Кај секоја респираторна инфекција? Вака се Ги подготувате ли родителите да бидат свесни дека детето ќе се жали на силни болки во Вака се има стомакот? еден феномен. Има деца што се нарекуваат лимфатични типови. Они веднаш реагираат. Има, например, и кај деца, кога ќе се јави инфекција на грло или на горни дишни патишта, тука се гледаат по лимфни жлезди, како се зголемени и одма се плашат родителите топчиња. Тоа се лимфни жлезди. Значи, тоа се лимфатични типови што многу брзо реагираат на оваа инфекција. А како се случува? Тука се случува и во стомак. А има, например, деца што може ти да имаш инфект на грло, на дишни патишта, нели? Тонзилити, фарингити, ларингити, најчесто. Ама да не значи дека лимфните жлезди во стомакот ќе реагираат. Ама после искуство еднаш-два пати родителите веќе знаат зашто се случува и треба да се преземе некој чекар. Тоа не се лекува. Значи нема посебна терапија за лимфните жлезди, него се лекува основната причина. Кога ќе го санирате, кога ќе санирате крајниците и состојбата на ларингит, фарингит, кога ќе се реши тоа, автоматски престанува И болката во и болката стомакот. во стомакот. А доколку се дадат пробиотици, би помогнало? Не, во таа ситуација не, пошто овие лимфни жлезди се надвор од цревото. Само притискаат од надвор, не се наоѓаат натреб од цревото. Значи, решавање на основниот проблем кој што Значи, довел до прво се нивно решава зголемување. основниот проблем. Ако лимфаденитот нормално секој пациент се следи. Не значи еднаш бил на доктор, нели затоа ги едуцирам колеги специјалисти, не е битно. Значи не постои состојба и не е коректно еднаш да прегледаш дете и да го забореш. Значи, иако знаеш дека е добро, пак ќе го нарачаш на контрол. Аха. Таа состојба ба значи контроли. Да Сега се провери дали ќе се повлечат тие лимфни јазли. Конкретно зборуваме за оваа случај за мезентеријален лимфаден. Сум го прегледал, сум видел. Многу е битно да земете анамнеза. Значи да се разговара. Не со детето, со мајката ќе разговара. Малце у последнија генерација на доктори малце помалце разговараат со родителите и со пациентите, така да самите родители ќе кажат почна да го боли грло. Века прашаш. Прво стомак го болеше, не прво му беа отечени крајниците, после почна да се жали у стомак. Една лабораторија, една ехонавод, се гледа ситуација. Го нарачаш на контрола. Значи, прима терапија, после 3 до 4 дена. Ако дојде до ситуација, овој лимфаденит да се пролонгира повеќе од 2 недели, ни алармира дека се работи нешто друго. И тие следувања треба да идат во еден друг правец, да се негира или да се докаже за тоа што се сомнува самиот доктор. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Почитувани, емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизијата е испиша на екранот, слободно можете да се вклучите во програми да поставите прашања. Професоре, дали секоја болка во стомакот кај детето бара преглед од детски хирург? По организацијата на нашето здравство, имаме примерно секундарно терцијарно здравство.
детето го проследува доктор. Било кој доктор треба да биде едуциран во склоп на својата специализација, да направи диференцијација дали конкретно тој абдомен е хируршки абдомен или не е абдомен. Значи, не значи дека секоја болка во стомак. Еве сега дете има, например, пролив, течни столици и така натака. Не значи дека треба да го види хирург. Има строго, ако се постапува правилно на преглед на абдомен, тогаш ќе се направи проценка дали е за детски хирург или не е за детски. Имаме гледачи. Ќе им дадеме предност и ќе ги вклучиме во програма. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Се јавувам мајка на 12-годишно девојче. Така? Не сега во моментот, до пред пола година имавме проблем. Многу често девојчето го болеше стомакот. Точно такви кои се опишува докторот, болки наеднаш кај јаки грчеви, дури неиздржливи. И ки се деше тоа, например, секој месец, по еднаш у месецот, по еднаш у два пати у месецот така. Некој пат нема да и се деси 3 месеци, па. Така се правеле некакви испитувања? Правевме прегледи, као се е уред. Има често проблеми со грлото, точно, што го спомна докторот. И не знам сега дали има нешто поврзано. И кога ја боли грлото, и се случува, напипува такви како жлезди, тука кај грлото, кај шијата, како топчиња некои. И после ги однемува. После се повлекуваат. Така, ви благодарам за вклучувањето. Професоре, што би можеле да советувате во овој случај? Благодарам на прашањето. Кој што спомнавме пред малку. Самата мајка кажа дека детето страда од проблеми со грлото. Значи, тие липни жлези, рековме, ги има насекаде во телото. Еве и самата кажа дека ги има на вратот. Кој што ги има на вратот, ги има и во стомакот. И затоа кога се повлечат овие симптоми, се повлекуваат и тие. Ако ја фаќа еднаш месечно, тогаш може да се рачуна, пошто веќе 12 годишна возраст се дешава на девојчињата да им почнат циклуси. Ако ја боли еднаш месечно, значи може да имат период на овулација, па да се јави циклус, може да биде и заради тоа. Значи да се исклучи гинеколошки и да се решат проблемите со грлото. Евентуално најчесто имаат тонзили кои крајници, да кажам, да се извинувам, крајници, кои всушност тие се една бариера. Функцијата нивна е бариера, инфектот од надвор или од горните патишта да не се внесува надоле во респираторниот тракт. Кога тие крајници ќе се оштетат, фактички, тие не функционираат како што треба. И самите стануваат жаришти. И тие од нив почнуваат инфекции. Така. И затоа треба да се решат тие и да се решат, после спонтанно ќе се решат тие проблеми. Ќе им дадеме предност на гледачите, професор. Имаме уште неколку гледачи што очекуваат да се вклучат во програма. Добар ден за следниот. Ало, добар ден, ако сум јас во програма. Да, вие сте во програма, повелете. Добар ден до докторот професор и до вас исто. Ви благодарам. Не знам моето прашање дали е во доменот на лекарот, меѓутоа, јас сум баба на 8 годишно внуче, често има болки во стомакот, не можевме да откриеме што е како е, меѓутоа со испитување се дозна дека е алергична на лактоза. Значи, еден пудинг да се направи, едно лажиче, две да касне и одма има ненормални грчеви во стомакот и болки. Сега внимаваме на тоа да не се внесува лактоза, што значи има млеко без тие лактози. Да. Докторот го прашувам дали може да ми каже до кога тоа треба да се третира или дали тоа ќе остане за стално. И уште едно прашање имам, секогаш внуката кој ќе влезе во автомобил има нагони на повраќање, едноставно повраќа, па макар да е 2 станици од тука до тука. Не знаеме што би можело тоа да биде. Безмено испитување, мајка, родителите, меѓутоа рекоа, ќе помине со тек на време. Мислам, докторе, јас не сум задоволна од тој одговор. Ќе помине тоа со време. Фала ви многу на... Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, првото прашање беше дали нетолеранцијата на лактозата е доживотен проблем или транзиторен? Доживотен проблем. Да? Да. И сега дури постојат препарати. Например, ако има проблем со внесување на млеко или на млечни продукти, не зборуваме само за млеко, млеко е најмален проблем тука.
Значи има млечни производи. Сирење, кашкао. Проблемот тие што се реагираат на што има проблеми со лактоза се овие производи. Не е млекото, пиел, не пиел, ќе го замени со Така, но во ферментираните обично има помала количина на лактоза, па може да толерираат. Не значи, во право се, не значи дека апсолутно не треба да пие. Има производи што многу мало количество на лактоза, што може слободно да се консумира. И ќе се направи еден рефлекс, ќе знае што може да прима и што не може да прима. Своите граници ќе си ги испита така. Има и терапија, кој ќе порасно уште малце, кој ќе надмине пубертетот, што има терапија, си прима, например, апче, и може да си пие све што содржи лактоза. Дури и тоа. Аха, значи оди медицината напред, така, со брзи чекори, тоа се решава. Што се однесува за симптомите на гадење и повраќање, тие се поврзани со центарот за рамнотежа. И точно е што и рекле докторите, негде до некај 12-13 години тие ќе се повлечат сами од себе. Конкретно пример, ја имав една од керките, од тука да качам до семафорите кај Ситимо, 2 пати повраќаш. Како одмина време, 5, 6, 7, 8 одделение престана и така да тоа не е ништо трајно и транзиторно и ќе се помине само од себе. Така, ќе ги вклучиме. Не треба да примат ништо ни посебно ни терапија. Едино што треба да внимаваат кога пред да оди на пат, што е корисно да не јаде. За да не прави проблеми храната, веројатно кога имаш храна, ќе тераш да повеќе. Проблем кој што може да ги комплицира патувањата. Да, апсолутно. Нема да давате помалце вода да се одржува хидратација. Они не може да патуваат, кои да патуваат, прави пауза, нели? Така, значи патување со паузи. Со паузи и да не се пред патување да не се користи храна, поготоа храна што го оптеретува дигестивниот систем. Така. Да го слушнаме и следното прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавуваме од Крушево. Така. Поздрав до докторот и до вас. Ви благодарам. Сакаме да прашаме, детето ни е 3 години и 10 месеци. Така. После годината му се јави тврда столица, беше доенче да напоменам, до скоро 3 години цицеше. И после тоа има тврда столица после годината, а пија вода, чај, јогурти, значи се пија. И сега тешко излага. Тврда столица има излага редовна, ама тврда столица. И го боли мешето, го збира. И сега бевме Скопје и Прилеп на хирургија, го проверија видеогазетон и ако со кремче мачкаме, но со поса нема ништо проблем. Ама со мешето има проблем, тоа не знаеме што е проблемот. Крвна слика му задоа, рекоа е во ред, проверија се, беше во ред. Сега не знаеме друго што да правиме, ве 3 години. Така, што да преземете? Така, ви благодарам за вклучувањето. Професор, има родители кои што тврдат дека нивното дете се храни исправно, ги почитуваат сите оние правила за здрава исхрана, но сепак се јавува проблем со столицата. Проблемот кај вие пациенте, кој што кажа самата мајка, го доеле 3 години. Значи, него самиот проблем и самите, да кажам, грчеви, тие се грчеви. Болки во стомак му предизвикува млекото. Се знае колку е лактозата. 3 години доење, кога веќе почнува да, кажам, поминува на тврда храна. Значи, нема потреба да го дадеш. Е година дена. 3 години, значи, него му прави проблем млекото. Второ, рековме да 3 години се формира цревната флора. Значи, таа војска внатре, кој еден филм што ги обвиткуваат цревата, се формира цревната флора. Обично вика до 3 години завршува формирање на таа цревна флора и после тоа овие болки ќе престанат. А ако сака мајката, во секој понеделник со амбуланта на детска хирургија, слободно нека ме повара, ќе поразговараме, ќе најдеме начин да се реши проблемот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ке проследим уште едно прашање од гледач, а надевам дека успешно ќе се вклучи во програма. Добар ден, ве слушаме одлично, повелете. Ало. Добар ден, повелете. Да, добар ден. Поздрав до доктор професор. Сакам да прашам за дете кој сега е возрасно, кој на почетокот он си имаше све редовна столица, меѓутоа со текот на тргнувањето на школа и нередовно одење по тие услови школски што се, до ден денеска има нередовна, но тврда столица и
Така, ве слушаме. И од што би можело да дојде до Така, значи тоа се јавило во школска возраст, колку што ве Не, разбрав. не школска, значи он исхрана си има, движење си има, све, Така. меѓутоа не редовно, али тврдо. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би можеле, професоре, тука да дадете како насоки и совет? Вак, сега, некојаш се случува, тоа се веќе идиопатски моменти. Кога не може да се утврди Се е причината, во така? ред, коректно се храни, коректно се движи и така натака, не можеме да утврдиме причината. Наједноставно е, кога се явуваат тие моменти, да не навлегуваме многу во студии, ќе му дадат едно лажче Блокмакс. Или било кој сируп, ќе му се смират. Значи, не може ова обстипација да трае до не знам каде, до некој период до 15 до 20 години. Второ, како што рековме, ако детето има нормална столица, не може да му се случува да има обстипација. Све е до внесот на храна. Можно е да се деси нешто и да му смета. Може да е тоа препорачено за јадење, да му смета на детето и така реагира со обстипација. Али претежно, кој што кажавте, и сами ја спомнам, има и повозрастни луѓе, например, му смета да иде у тоалет, у школа, во градинка, значи ствара отор и може и да и психички момент. И сега намерно да се стега, ако не му е комотно да отиде таму у тоалет, да се стега. У тој период кој ќе се стега 5 сати у школа, столицата стои, се ресурира водата и таа автоматски станува тврда. Друг едноставен момент. Еве што е многу едноставно решение. Постои едно парафинско масло. Нема вкус, нема мирис. Значи може, зависно од возраста, ако е помал, едно кафено лажице. Ако е повозрастен, една супена лажица, не цела. Навечер една лажица, Добро. таа ја омекнува столицата и ја убрзува перисталтиката. И многу едноставно и коректно се решава проблемот као додаток на храната. А колку време може да се зема Па може да се зима парафинското масло? 15 до месец дена комотно. Тоа се предпоставуваме дека се некои фази. Кога ќе помине таа фаза од 15 дена, кога ќе дигнеме нивото на работа на сревата, после па си продолжува. Значи некој што треба некако едноставно да му помогнеш на организмот и на цревата да почнат да функционираат нормално. Со самата причина што редовно се празни, значи кажуваме дека се работи за здрав организам. Така. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Му посакувам и на следниот гледач што очекува да постави прашање во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ало, добар ден. Ве слушаме одлично, повелете. Се јавуваме од Пекчево Така? и сакаме да го поздравиме најдобриот детски хирург. Аха, ја се јавивте за поздрав, така? Да. Ви благодарам што се јавивте. Да немате некое прашање? Не. Не. Така, само поздрав, професоре. До вас ви благодарам за Благодарам многу за вклучувањето во поздравот. програм. Професоре, оние кои што имаат проблем со обстипација кај децата, дали е пожелно понекогаш да се дадат и пробиотици? Бидејќи пробиотиците обично се поврзуваат со состојбите кои што се поврзани со пролив. Но дали пробиотикот може исто така да изврши некаква регулација во празнењето на цревата? Нема причина или опасност од давање на пробиотици. Многу препарати, односно храна, што користиме, ние не знаеме дека има пробиотици. Значи, многу е корисно да се дава. Рековме, им помага, кога се работи за пролив, не помага многу пробиотикот. Веќе е пореметено, се даваат едни други препарати и што повеќе помагаат, теко што се моментот пробиотици. Но во секој случај, за да се регулира столицата, најдобро е да се зема ферментирана храна. Пробиотикот може само да помогне. Еве и кој има проблем. Основното е да се најде причината. Да таа столица да нормализираме, еве кој што кажавме преска, да се избегнуваат овие. Ја најчесто, еве кој има пролив, забранувам, им давам на децата чоколада. Има природни лекови. Природни не се препарати, производи што може да консумира. Значи, во тој период, за 3 дена, ќе го коригира. Орис, чоколада, давам банан. Тие веќе ја стегаат столицата, обратно дојде. Еве Кока-кола, што ја кажав преска. Значи, најприродно
и најдобро и делотворно за Многу се организмот. радуваат децата кои ќе добијат таква препорака, газиран сок да пијат. Ако ќе му дадеш кока-кола да пие, он све ќе прифати. И Да, лекови, и понатаму, сиропи, да, само нема проблем. Значи, најбитно да се нормализира столицата. И помалку, ја не сум љубител многу на давање на лекови. Огромна причина за проливи и пореметување на цревната флора се антибиотици, што се даваат неконтролирано. Што уништува нешто најмногу од сите лекови се антибиотици. Цела цревна флора Цела ја цревна нарушува. флора. И затоа ги советувам, барем ги молам родителите, ако веќе му давате антибиотик, пошто сега веќе се дават и на своја рака, барем давајте му и пробиотик. Барем да заштити таа цревна флора, за да помине тој момент со терапијата. Професоре, како изгледа болката од слепото црево? Ние сега имаме тука една цела листа со вистини и заблуди за слепото црево, но мислам дека нема да имаме простор да ја разгледаме во детали, затоа и ве да ни појасните каде боли слепото црево. Па да, еве ги најчестите вистини или заблуди, дилеми. Воспалението на слепото црево Секогаш е били проследено со покачена телесна температура. Дали е тоа точно? Колку време има? 4 минути. Да, краток има. Воспаление на слепото црево секогаш е проследено со покачена температура точно, затоа што се работи со воспаление. Нема воспаление кај што нема покачена температура. Диагноза доволно да го напипа детскиот хирург. Значи, 90% да. Да, значи само со напипување на стомакот може Нема да друга процените? метода освен преглед од детски хирург. За деца зборува. Значи со илјадници прегледи, со искуство ти се прави програм у глава и ти знаеш кој. И веднаш може да процените Ја зашто ги се знам работи? уште кој ќе влезат на врата дали му е слепо црево или нели, по изразот на лицето знам. Значи има милион симптоми. Без да го прегледаш и кој ќе прегледаш со комбинација со прашање од родители, 80% тие има сликата дали е слепо црево или не А е слепо. доколку е нетипична клиничката слика? На ехо ќе се забележат ли промени? Ако е на ехо не може секој да го забележи. Аха. Треба поискусен ехотомографист да го најде на ехото, и на ехо се гледа. Ама од друга страна, па може да има самата позиција на слепото црево, може да биде атипична, па не може да се види на ехо. Значи све е тоа до искуството на детскиот хирург. Потоа вели слепото црево никогаш не боли на левата страна на стомакот. Боли на левата страна. Значи обично на десната страна се цревото чувствува од десната страна, не знам дали ме препонот. прати камера. Така? Тука од дебелото црево почна од тука. Добра. Оди нагоре, трансверзално низ стомакот и надоле. Добра. Ради таа болка тука, пошто е поврзано целото црево, кој ќе се притисне, тоа е дела една и од начинот на кај се прегледа, тоа се знаци за слепо црево. Кога притисне тука, му се јава болка тука. Аха. И тоа е еден од знаците. Значи при прегледот на стомакот, при напипувањето, вие всушност ако можете знаеш да како процените, да го ако прегледаш, знаете да. што како да прегледате. Така. Проливот не е пропратен симптом на слепото црево. Проливот не е никогаш пропратен симптом, едино проливот се јава кога има перфорација на апендикс. Тоа е она живото загрзувачка Тогаш се состојба. јава пролив. Апсолутно, и тогаш се јавуваат тие тенезми и почесто празнење. А промени во столицата ќе се јава, да речеме, обстипација, запек може да се јави доколку... Не, Значи никакви промени на пролив столицата. него овакво запек. Децата од предучилишна возраст не можат да добијат воспаление на слепото црево. Може. Значи имаме една рамка. Тоа е слепото црево се јавува највеќе во период од 5 до 20 години. Со известни отстапувања. Јас сум период дете и на 2 годишна возраст. На вистина? Да, ама рачунете, најголемата инциденца да се добие воспаление на слепо црево од 5 до 20 години. Например, како одиш погоре са на мало или како идеш под 5 години, се помалок број на случаи. А што го предизвикува воспалението Па на слепото црево? воспалението треба една емисија да направиме сега многу. Немаме кратко. време за тоа, Да. значи ќе одиме во детали во некој од следните изданија на овој магазин за родителство. Воспалението на слепото црево може да се лекува со антибиотици, ова е уште една дилема. Во почетната фаза доколку се даде Слепото антибиотик црево има една прогресија. или ако се стават ладни облоги на стомакот. Било што да му ставите нема да му помогне. Значи има слепото црево прогресија, самото воспаление. Катерален, флегмонозен, гангренозен. И тоа не се запира. Тоа е процес што трае и од 24 до 72 сати. Може во некој случај, например, да се даде антибиотик и да го вратиш процесот назад, да го стопираш како се рачно. Добра. Ама некојаш па можеш да го замаскира сликата, слепото црево да си продолжи со својата еволуција на воспаление, а ти го покриеш со антибиотик и му маскираш клиничката слика и не му дозволиш на хирургот да донесе правилно одлука за лекување на детето.
Значи хирургијата е единственото решение слепо ке црево, воспаленото барем слепо да црево. заклучиме нешто од емисија. Слепо црево се јава од долниот десен квадрант, 90%. Болка од десен долен квадрат се јава на доктор и на детски хирург. Пред тоа, строго забрането било какви лекови за болка и било какви антибиотици. Не се дава. После тоа, да, пред тоа ни еден лек пред да се одлучи да го прегледа доктор. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Ве очекуваме повторно во некој од Во новите секој време со изданија. задоволство сакам да бидам и да присуствувам вашата емисија. И беше често бевте тука. Верувам дека и гледачите добија навистина корисни и јасни совети препораки поврзани со овие чести состојби кои што ги наброевте. Не знам колку е често воспалението на слепото црево. Еве моето последно прашање во детска возраст. Често се јавува? Па да, доста. Релативно Поприлично често. Релативно често. Еден, на пример, кој ќе споредам во хитната патологија, на пример на секое дежурство логично да има по едно слепо црево, некојаш по две, по три. Така, ви благодарам уште на за гостувањето, Благодарам. им благодарам и на гледачите што и денеска не следеа со внимание. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.